овој регион на некој начин се помалце млади луѓе има, но јас сум сигурна дека во наредниот период ќе се најде излез и решение, а гледам дека и по потпишувањето на Преспанскиот договор некако Преспа станува фокус не само на нашата држава, Преспа станува фокус, мора да кажам, на европската делегација во нашата држава и сите пари се насочуваат кон овој регион со надеж дека ќе успееме да ги искористиме и да ги вложиме за да младите ни останат тука, затоа што ова е преубав крај кој што има многу потенцијал и за економски развој, но исто така и многу паметни луѓе се излезени од овој регион и тие давале понатаму за градење на државата, но малку се враќале назад. Во однос на пензионерите, со години бевме сведоци како имаше, да кажеме, одредена манипулација со пензионери. И тоа е убаво да си го признаеме и да си го кажеме. Пензионерите беа една група која што се обидуваа да ја купат пред избори и токму денеска тоа нас не го префрлаат. И мене ми е многу интересно кога некој човек очекува од мене нешто и ме напаѓа со тоа нешто, јас велам, веројатно тоа сте вие, тоа е вашата суштина. И ние за најавено покачување на пензии во јуни, кога никој абер немаше за одење на избори, кој што го спредуваме во јануари, повторно 4 месеци пред изборите, тие велат го правите пред избори. Јас велам секако, затоа што тоа е вашата матрица, тоа не е наша матрица. Ние се грижиме и за сегашните пензионери, но и за идните пензионери. Јас морам да ви кажам дека ви благодарам многу на сите пензионери, и на Станка, и на претходното раководство, целосно на Сдруженијето на пензионери, затоа што бевте солидарни со нас. И ние рековме ќе правиме реформа во пензискиот систем. Зошто? Затоа што тој мора да биде стабилен. Не само да имаме пензии уште 10-15 години, туку и денеска ако јас уплаќам во пензискиот систем, сите млади, градоначалникот, другите млади луѓе уплаќаме, за да може вие денеска да земате пензија, ние плаќаме, ама треба тој пензиски систем да остане и да може да ми исплаќа и мене за 30 години пензија ако сакам да останам во држава. Но тоа не беше така. По сите анализи кои што не биле направени, мене ми е жал 12 години, никој немал пристап до нашите податоци, ниту Светска банка, актуари не постоеле за математички пресметки, едноставно ние сме биле држава тука една кооперација. Кога ги отворивме сите сметки, видовме дека некаде во 2030-2035 треба да се случи едно фискално цунами на пензискиот систем, а тоа е дестабилизиран целосно. И да не може да биде во кондиција. Ние рековме не. Едно е да ги покачуваме пензиите, но тие треба да се покачуваат согласно растот на економијата. Ако расте економијата, ако растат платите, ако расте продуктивноста, кај работоспособно население, да растат и пензиите. Но да направиме пресек и заедно да ја видиме реформата. Очекувавме реформата во пензискиот систем која што не болеше, сите видовте, ништо не беше страшно, но сепак очекувавме 2 милиарди да заштедиме и да го намалиме дефицитот, го намалихме за 3 милиарди и 700. А тој беше за 3 пати зголеме помеѓу 2006 и 2016 година. И тоа на вистина беше загрижувачки. Кога видовме дека се стабилизира пензискиот систем, видовме дека просечната плата расте, видовме дека минималната плата расте, за 15% минималната само во 2019 пораста, само за 5% просечната во 2019 порасна, тогаш веќе аргументите на Сдруженијето на пензионери превагна. Тие дојдоа и рекоа одлично. На владата, направивте реформа, се покажа дека дефицитот ги надмина, намалувањето на дефицитот ги надмина очекувањата, расте приходот кај работоспособно население, што станува со нас са пензионерите. Тогаш седнавме и по нивна сугестија направивме нови калкулации како би растеле пензиите и добивме вакво решение кое што денеска го имаме. А тоа е да имаме вонредно трето прокачување согласно закон во јануари месец, исплата во февруари, на пензиите за 700 денари, или тоа е за нивото на раст на просечната плата во минатата година. Го врзавме со просечната плата. И тоа ќе ни се случи сега на 4 февруари, веројатно голем дел што зимате во другите банки ќе добиете повисока пензија за 720 денари, ако не се лажам во последните проекции, во февруари месец, тоа ќе го добиете сите, дополнително до половината на годината ќе го добиете и она редовно усогласување кое што ви следува по закон. Такви две. Што значи дека трите усогласувања кои што ги ветувавме и во изборната програма се и сега во пракса. Што сме ветиле, сме направили, но не само за сегашните пензионери, повторувам, и за идните пензионери, затоа што имаме постабилен пензиски систем. Не дека е најсјаен, не дека е без дефицит, не дека е самоодржлив, но е подобар, но такви се да речеме со предизвици и системите во големите развиени земји, затоа што процентот на работоспособно население кое што е вклучено во економијата и пензионерите почнуваат да добиваат дисбаланс. Ние немаме
еден пензионер и тројца вработени, што е идеално за еден одржлив пензиски систем, туку имаме еден пензионер, 1,8 вработен. И тука ни се појавуваат тие проблематични ситуации секаде во светот и кај нас, но на вистина тргнавме во добра насока. Верувам дека сите заедно ќе бидеме радосни во февруари месец и дека ќе ова зголемување кое што го очекувавме ќе ни се случи и дека ќе допринесе за подобрување на условите за живење. Но да не заборавиме дека со ова покачување најмногу добиваат најниските пензии, најмалку добиваат највисоките пензии. И тоа е така. Иако во процент вие сте учествувале повеќе со придонесите, сепак за најниската пензија 720 денари, да кажеме, е 7,8%, за највисоката пензија 700 денари е 1,8%. И ако ме прашате фер ли е, не е фер и така натаму, јас ќе ви кажам дека да, затоа што вие сте учествувале со свој придонес од платата која што била повисока во тоа време, може да ви изгледа нефер, но јас лично како млад човек, како социјалдемократка, верувам дека треба на најранливите да им се даде од државата најмногу. И дека треба да ја приближиме нееднаквоста или да оние што имаат помалку се приближат до оние што имаат повеќе, за да можеме сите да живееме поквалитетно. Затоа што на никој не му е добро да излезе од дома од вратата и од лево и од десно да гледа сиромаштија, а тој да биде богат. Нема среќа во тоа. И вие сите сте живееле во еден друг социјален систем, во еден солидарен систем во кој што барем приближно имале повеќето од луѓето, па и децата меѓу себе не се хошкаат кој има, кој нема какви патики, туку едноставно сите деца разговараат за тоа кој научил повеќе, кој видел различно нешто, каде ќе се движи, кон што ќе се стремиме како општество, таква дискусија ни треба во нашето општество, доста е од раслојувања и уништување на најранливите или на најсиромашните. Како влада се бориме, гледате и со социјалната реформа и со пензиската, да направиме некое балансирање или да ја намалиме нееднаквоста која што со да речеме 3 децении веќе ни се случува во нашата држава. Ви благодарам многу и стојам на располагање за прашање.